People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're alone. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Drugari i drugarki, Ema Morrison, Mitkoska. Тая сум. И за Ема прв пат во 25-та, 6-та, 7-та емисија, не знам како иде, прв пат запеив. Пошто Ема не пеј. Ема не пеј, рече не, нема шанси, а моравме некако да отвориме емисијава, а од озгоре на сето тоа нема поточен човек да ја затвориме годинава отколку со тебе. Прво, фала ти што си дел од емисијава. Сите емисии. Скоро сите од трета, четврта. Да, со така овие некако. најпре овие работи ги изнадарувавме сите гости досега. За прекрасни гости, прекрасни ствари. Апсолутно. И сега, пошто подаруваме со тебе заедно, и се што да ти подарам од ова, треба да си речем што немаш. Ништо што не имам стварно. Ама, пошто свативме дека се имаш, најдовме дека плетварска ракија на базар, и на која собираме, има буквално од Прилепскиот новогодишен базар. Точно. И ова прв пат се случува поклонот да биде отворен, уште не предај. Мораше. Значи го дегустираме. Че можеме да почнеме вака. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Фала ти што ни дојде да се снимиме и да направиме една рекапитулација на годинава. Шо во еден кадар, шо на Урбанера, шо да направиме малку подолг муабет со Ема, која што јас си ја представувам како најурбаната девојка од Прилеп. О, фала ти. Сепак Урбанера е твое дело и ти си еден од луѓето кои што се залага дефинитивно за урбано живење и пред се урбан Прилеп. Ајде тргнеме од таму. Како дојде да ги правиш овие работи? Сега ќе чутам 3 минути, можеш да одговараш. Фала ви за убавата најава. Многу значат овие зборови. Фала ми ни. направивте трема. Фала ни. Па заедно со сите гости ќе си имаме поклонето. Да, фала. Значи, на апсолвентска екскурзија низ Европа барав обетки со Девид Боуи и Џим Морисон, пошто бев на гробот на Џим Морисон, си го дадов Морисон во презиме, неш како луѓе во шода на Аџилак, така и јас. Никаде не си најдов. И Се види за некој Аџилак и за некој е Морисон. За мене беше Морисон. Видов на Фејсбук некој курс со епоксидна смола, во Дом на занаетчи во Артизан во Скопје и се пријавив на курсов. Дали може да се направат обетки со Џим Морисон и со Дейвид Боуи? Да. Викам, окей, се пријавувам. Со Малиот принц може? Може. Викам, се пријавувам. И вика, девојкава, не знам со кого комуницира. Кој ти е омилен лик од Малиот принц? Освен Малиот принц, го исклучиме. Розат. Да? Зошто? Зашто вниманието на една роза е ствари колку е таа важна, нели? Апсолутно, да. Значи, тоа е неверојатни символи се. Малиот принц е една од најгениалните книги напишани било кога. И на секое читање е секогаш различна. Значи, зависност од возраста на која шо си, различно ја доживуваш. Различно во кој муд си, различно ја доживуваш. Буквално секогаш различни работи гледаш, различни работи
Различно си созрен кога различно да читаш. Значи, сите што ја немате прочитано Малиот принц, да земите да ја прочитате. Или да го изгледате цртанот, Гледај колку анимираниот. е добар. Се растопуваш, го гледаш и се Неверојатно е растопуваш. добро направено. По едно 5-16 пати ми е гледан. Најверојатно и фазла, значи кога сватив дека го прават во сериозна продукција, тоа беше чекање мислам со месеци онака. Да. И уште си ги имам во компјутер онака, една од Исто. ретките работи кои што ги имам и ги чувам и Ако во секој време си дури и тажна- да снема интернет можам да си го пуштам. Ете, баш, да, исто и јас. И ако си тажен, си го пушташ. Ако си среќен, исто си го пушташ и тоа е тоа. Дигресијава во Моабетов е немојте да престанете да бидете Малиот принц. Леле, многу се израдував, значи многу сакав и многу барав мајица со Малиот принц, односно со нели шапката или слончето. Така, или слончето. И- Тоест анакондата која што има и заедно слон. Ако има прочитано книгата, ќе го сватат нешто. И сега си најдувам некои бои за цртање на текстил, па тие, не знам, тоа беше пред некои сигурно 5-16 години, па тие се печеа со пегла, за да можеш нели да ја переш во машина, за да издржи температура, прашак и такви ствари. Небитен процесов на обработка и цртање. Си го цртам слончето, односно на анакондата што изела слон. И тоа беше црна боја на некој антрацит основа на мајца. Стигнувам дома во Прилеп и баба ми што никогаш не ја прочитала Малиот принц, вака ми се пули и ми вика, леле бабе, ми вика шубо слонче во на мајца. И јас стојам и викам, па мушица му да те гушнам. Фала ти што никогаш и викам не си пораснала. Имам да тоа е неверојатна работа на баланса во живењето. Мораш да пораснеш ради одредени работи, а истовремено да го задржиш детето во себе кое што знае да се радува на слончето. На сите ситни ствари. И сега ајде да продолжиме кај што те прекинав, дигресијава беше на 7 минути. Баш, ама добра убава приказка е за Малиот принц. Никогаш Нема смисла да не го никогаш не е доста од Малиот принц во животот. А не мислам дека ќе имам друг соговорник понатаму кој што го третира Малиот принц на толку Па имаш суштински начин како од тие што ве познавам правам абе сепак ти си како се вика едно големо зрело дете. Тоа е супер опис, Кој да. што истовремено е специјалист за интериер дизајн и така натаму, ги прави овие handmade накити и така натаму, кој што си ти да седнеш да се занимаваш со ова, мора да си дете, нема друг начин. И да сакаш да си чачкаш. Инаку, ајде сега, ова нема да биде враќање, ќе биде од дигресија во дигресија. Да ни ја раскажеш приказката, да кажа дека е заради барење на одредени накити со одредени личности или апликации, ама имаше еден момент кој што ми го имаш кажано ова, ето, не можев да си најдам накид за себе и морав да си направам. Да, и од мала, значи, многу сакав да носам различни обетки, значи не две исти, туку две различни да бидат. Сакав да носам една обетка, сакав големи, пошто јас сум цела голема, висока, не знам дали ова е во кадар. Па според мене, Да. кој јас сум 1,87 м, голема женска е во секој случај. И сега ако ставиш нешто ситно, на мене се загубува. Мораше да си направам нешто што е големо, крупно и да биде соодветно, да не се загубува на мене. И почнав да си правам замени, другарки, леле, друцо, овие колку ти сува, леле, друцо, овие колку ти сува, ај може и за мене да ми направиш, можеш и за мене да ми направиш, и ствари така се случи Урбанера. Не беше плански, не беше, не знам, не е целта на Урбанера профит или не знам продадени ствари, целта беше дека луѓе сакаат такви ствари и стигнува Урбанера до сите што сми барале, а не сминашле начин. Јас веројатно ствари го најдов начинот како да стигне до тие што го сакаат. Сега гледаш кога се извртивме, дојдовме, сега како стасавме до да го најдеме начинот? Го виде Курсов? И Се пријавив, Курсов траеше, мислам дека еден викенд, као цел викенд. да,
во сабота и недела, пошто процесов на сушење на смолата е отприлика 48 сати. И сега првиот ден професорка во читалката ни ги објасни стварите што како зошто, веќе ја имаше растворено смолата, епоксидната смола мора да биде со катализатор помешана. Хемискијата реакција што се случува помеѓу епоксидната смола и катализаторот трае 48 сати минимум процесов на сушење. Се ми зборуваш на кинески малку, ама кажувај си. Добро. Ни пошто обично луѓе, за поклон ми може до утре да биде готово и сега ти ако не можеш да излезеш во пресред, сакам да го кажам и јавно нешто, не зашто за некој сакам и за некој не сакам, за сите сакам да стигне до таму, пак да се вратам, урбанира кај што требало да тргне, ама не можеш да излезеш во пресред, пошто хемискиот процес се одвива на собна температура и не може да влијаеш врз него. Значи не можеш да го ставиш, имаше предлог, стави го во замрзнивач, стави го, дувај со фен, за да се суши побрзо. Значи не можеш да влијаеш, тоа е хемиска реакција, се суши од 20 до 25 степени на собна температура и тоа е така. И не можеш да чачкаш. Значи, чекаш. Ова се стручни работи кои што, значи, едноставно не може во еден ден. Треба барем 3. И тоа е од порачка. Да, после од кога ќе се исуши, значи мора да смолата да биде доволно цврста, значи баш да биде како стакло, за да може да се стават механизмите. Урбанира една приказка која што колку време трае? Кога почна? Сега во февруари 9 години. Во февруари имаш роден ден? На Урбанира? Во февруари беше Курсов, а инак официјалниот роден ден, замисли, на 27 март на денот на театарот. Леле, шубав, значи годинава ќе се, тоа секоја година веќе се славите заеднички театар, заеднички роден ден и веќе и со театарските игри соработуваш 2 години, така? 2 годинава веќе спремам за третото, моето трето издание, ово годинешно 59-то е на Черногорски. Гледам дека имаме последното издание. Да, промени се. Мислам дека и неколку дадовме. Промени се, да. Годинава не промени се беше мината кој? Да, тие за нив годинава кажав. имаме тема што можеш да ни откриеш онака, сигурно чим работи знаеш. Смеј се, насмевни се. Да се смеем. Да. За новогодишна е. Годинава треба сите да се смее. Да, уствари го сретнав, валјда има некаква врска со комедија, а може и да нема нещо. А може има логика, уствари, насмевни се, ако лани беше на Смеј се, осмели се. Смеј се, осмели се. Точниот слоган беше тоа, да. Значи да се осмели се да се насмееш. Да се смееме сите во 2025 година. Сакав да те прашам, тргна од Дейвид Боуи и од Джим Морисон целата прича. Ајде сега кажеме кои се македонски изведувачи најинспиративни за да правиш накид со нивни логоа, албуми, ликови и така натаму. Имам соработка со Фолтин, значи тргна од албумот со Пијан Славеј и се смеевме со Бранко, ми вика, шубај ти се, ми вика, ствари, дај ми вика да направиме нешто со Пијанов Славеј. И на промоцијата на неговата книга Пијан Славеј. Ај, за Муабетов. Ајде, живели. Живели. Му поклонив привезок, а тој мене ми е поклони книгата и направивме размена на креативна стока. И ми вика, ако знаеш вака убаво да ги правиш, ми вика тере. И после со Мома имавме соработка, одев на промоцијата на нивниот албум, со нив на Прилеп, Скопје, Битола, не знам, низ градчињава како што шетав и јас со нив. Фолтин секогаш ми се инспиративни, реално. Имав и од старите изданија, 128-ица, и денес си ги цртам нивните текстови, значи како што ги слушаш и како што ги препрочитуваш, нешто кога ти се создаваат слики, кога слушаш музика, пак читаш музика. И па да, има логика, читаш музика. Па да, уствари сите текстовите се на Бранко и тука ги издаде и книгите.
Не, во секој случај кај Фолтин лежи како подлога една многу инспиративна поезија пред се, која што после е облагородена само Со музика, апсолутно. И затоа се толку специфични, па случајно е да се собрале покрај таква феноменална поезија да си гениални музичари сите и сето тоа звучи... Нека продолжат така, супер си се. Ќе видиме и по 20 пати во годината. Па да, имаше, не знам, на стори на Инстаграм, као демек најчесто гледан артист Фолтин. Сега, пошто ова ќе излезе многу не дека не е својствено за емисијава непотистички работи, пошто не се блиски реално и приватно и мене и тебе. Ајде, кажи некој друг артист од Македонија, кој што ти е инспиративен. Знам дека ги имаш. Имав соработка со Ширшаја, тоа е еден мал бенд од вакво од Скопје. Имав со The Dreamers. Со Прилепчани. Кој помогу беа тие? Имав со Марко Цепенков. Ајде да смениме од музика да преминиме со Марко на улица со фестивалот, да. Тоа беше супер фестивал. Тоа уствари беше една од најурбаните причи кои што се случи во Марко Цепенков Херој во 2018 беше тој фестивал. 18 беше, да, крај на 18 нешто беше есента. Кај што Марко Цепенков уствари беше гитарист, диџеј, хаваец, сликар. Беше, да, 6-7 уствари, не знам. Да, 6 беа. Имаше еден чичко исто што беше избричени мустајчи, беше 3 дена Марко Цепенков и му читаше на децата. И читаше приказки од тие што ги собрал. Замислете, тоа беше Милан. Замислете. Така да, ако ме препознајте некаде, не сте ме виделе во живот, најверојатно на маиците што беа испечатени. Не беше моја лик. Па да, Марко Цепенков секогаш е инспиративен. Апсолутно. И реално, наши си прилепчани, треба да си сме горди. Да. Исто имам со Конески. Да. Имам со Кочорацин. Така да... Не е прилепчанец, ама не е прилепчанец, ама имам македонски артисти. Имам со Зоки Поки. Значи, обетките мои стигнаа до Оливера Николова, сега Бог да си ја прости. Лесна и земја за пред многу скоро време да, напушти, али фала и за целото нејзино творештво. Значи, стигнуваат обетките, Оливера Кеорвезировска писателка ти ги имаше поклонето на Оливера Николова. И ми праќаат слика на Вибер. Две писателки сликани со обетките и со ланчиња со Зоки Поки. И бабата ми вика, фала ти што ми ја врати лектирава. Замисли, лектирата била изфрлена од образовен систем. Зоки Поки. Македонскиот малиот принц била изфрлена од образовен систем. Не, работата е во тоа што ни убија и еден виц за некои луѓе кои што застанале кај Зоки Поки. Чиме е изфрлена, ни тоа. Нели? Ова беше малку пред новогодишна, нека не дека е така. Муабетов се развива многу интересно и не очекував дека ќе замениме во овој правец, со литература, дај да смениме. Ама е многу инспиративно и многу интересно. Сакам да оставиме, пошто кажа дека ти е на 27 март роден дена. Не, мене на Урбанера. Мене ми е таму за театарските. Ти си Урбанера, а за театарските. Мислам дека Урбанера како е на твое дете, да. Незинио... кој род е Урбанера? Како име? Некој род е како производ, машки, женски, среден. Ако ќе порасне на 18, ќе и дајме да си каже кој род е. Има право да си одбери. Да оставиме да направиме тогаш една емисија која што ќе биде заедничка и со театара. Може. Кај што ќе слави театарот, мислам 85 или 86 иде следна година. Така некако иде. Не знам точно. И јас не знам точно.
Ти треба да знаеш повеќе за театар. Знам дека Имаме емотивна врска, ама како се века, не сме имале никош на хартија, така да овие работи кои што се на хартија само не си ги емотивна е, памтим. значи. А дека се сакаме до ден денешен. Апсолутно. Безусловно. Сакам да ти речам само и обично кога имам вакви муабети кои што осеќам дека ќе одат до недоглед. Сакам да ги прекинам во најубото за да ги оставиме тие што не гледа во сочувство дека сака уште. Може. И нема ништо побаво тоа кој ќе те остави еден настан со тоа сочувството сакам уште. Се согласувам. И ќе ти речем вака, се да го завршиме со тивок тон. Ово, да речеме среќна нова година на сите. Среќна нова. Фала Витано ви на Прилепски сите среќна. Што гледавте изминативе 8 месеци во еден кадар. Фала ти тебе што си дел и другар во еден кадар и ги му оставаме по едно парче накид на сите гости. Не смееме да заборавиме тука Ауре, која што исто тука скоро цел циклус и каде што одиме. Сега снимаме во недела, Аура моментално е затворена, така да знаете че ви се тупнеме во некој Пред Божик. некој рандом ден. Среќа ви нова, да сме живи и здрави сите заедно. Апсолутно. Ако го имаме тоа, имаме се. Натаму си се редат работите. Ќе се инспирираме сами од себе, сами со себе, меѓу нас, со луѓето кои што ги има ставено, ќе не инспирираат за секогаш сите светски звезди, македонски звезди кои што се гениални и ни оставиле еден куп и музика, и поезија, и книги, и проза, и се што треба за едно подобро духовно живење на овој свет и да се трудиме да бидеме подобри следнава година. Пред се да видиме подобри луѓе спрема самите себе, па после спрема сите останати. Значи со тоа што денес ако си направил нешто што сметаш дека не е како што треба, гледај барем утре да го подобриш. Така со секој ден ако се подобруваш сами од себе, подобруваш многу ствари. Ја секогаш тргнувам од тоа. Да видиме среќни, здрави и живи, среќна да ни е. Живи и здрави, среќни да сме.